Граѓани од соседството точат гориво во Македонија во пограничните региони. Оваа појава се засилила откако нафтените деривати во Србија, Албанија и Грција почнаа значително да поскапуваат. Ова го потврди и премиерот Мицкоски и вели дека проблеми со снабдувањето и испораката нема. Дополнително на некои бензински пумпи има ограничување при точење горива, особено за тешки товарни возила, како и забрана за точење по 22 часот. Мицкоски вели дека инспекциите се на терен. Државниот пазарен инспекторат е на терен, забележани се такви однесувања на некои пумпи во пограничните општини, затоа што има голем притисок од соседните држави, каде што цената на енергенсите е повеќе од 40-50% поголема од цената за енергенсите кои што се кај нас. Да речеме, во соседна Србија таа е помеѓу 120 и 130 денари за литар, зборам за дизелот, кај нас е 71 денар. И како резултат на таквиот притисок, ние имаме огромно зголемено количество на трошење на нафта и нафтени деривати и можеби поради тоа во одредени бензински пумпи дошло до недостиг на количините. Оваа реакција доаѓа откако неколку нафтени компании испратија соопштенија дека привремено ја ограничуваат продажбата на дизел за камиони, трактори и автобуси на најмногу 50 литри. Исто така забрането е и точење гориво во туби и канистри кои не ги задоволуваат безбедносните стандарди. Од ограничувањето се изземаат возила кои точат гориво врз основа на веќе склучени договори. И покрај тоа што смирува, премиерот потенцира дека економијата има одлични перформанси за евентуално ескалирање на пазарот со нафтени деривати. Како доказ за тоа ги потенцира економскиот раст од 3,5% остварен лани, нискиот дефицит и инфлација и значителното ниво на странски инвестиции кои ќе бидат реализирани годинава. Со огромно задоволство најавувам дека инвестициите кои што или се почнати или се реализираат или се во фаза на договарање на државна помош, се дел од портфолиото на ТИРС зоните, изнесуваат околу нови 650 милиони евра. Тоа се 17 инвестиции кои што треба да креираат до 5000 нови работни места. Инаку Македонија во моментов има добра стартна основа кога се во прашање цените на горивата. Во земјава се точат најевтини нафтени деривати на Балканот. Бензините се продаваат за 1,20 евра, а дизелот за 1,15 евра за литар. На слично ниво со нас е единствено Босна и Херцеговина, со тоа што во оваа земја се точи поскап дизел. Во Србија бензинот од 95 октани се продава за 1,57 евра, а дизелот за 1,73 евра. Во Бугарија 95 чини 1,23, а отприлика исто толку чини и дизелот. Во Црнагора пак дериватите чинат од 1,33 до 1,39 евра по литар. Во Хрватска 1,42 евра чинат бензините и дизелот. Слични цени има и на Косово. Убедливо најскапо е во Грција, каде што цената на бензините достигнува 1,9 евра за литар.